Благодарам, почитувана председател на комисијата. Дебатираме втор ден во врска со изборот на судии во Уставниот суд. Уставниот суд е највисоката судска инстанца во Република Македонија, во нашиот правен систем и обично одлуките на Уставниот суд се оние кои што не се коментираат. А кога правите на состав на судии кои што потоа имаат апсолутни одлуки кои што не се коментираат, тогаш мора многу да се внимава за начинот на избор на истите тие судии. Не смееме да заборавиме и независно дали некој доаѓа од власт или опозиција, е тоа дека граѓаните и од власт или од опозицијата немаат доверба во судскиот систем во државата, односно има само 8% доверба. И тоа сум го зборувал и порано, ако, например, водачката коалиција составена од СДСМ, ДУИ и другите политички партии имате етик 25%, а само 8% имаат доверба во судството, тоа кажува дека 2/3 од поддржувачите на оваа влада немаат доверба во судскиот систем на државата и тоа е дополнително багаж плюс кој што треба да го чувствуваме во ова собрание кога ќе гласаме кој треба да биде уставен судија. Исто така сакам да го искажам и мојот протест во начинот на избор на уставни судии и во немањето на волја кај владачкото мнозинство да направиме, тоа не е забрането во деловникот, еден систем на избор на судии како што беше Државната комисија за спречување на корупција, затоа што факт е дека членовите и председателот на Комисијата за спречување на корупција до изборот на оваа актуелната имаа многу помал етик и беа многу помалку застапени, многу помалку влијателни во општеството, него ли оваа која што 2017-18 кога беше се избра јавно, каде што секој пратеник имаше можност да постави прашање и сметам дека тоа е еден од начините на кои што треба да се бираат овие функции кои што се многу важни за граѓаните и за државата и не знам зошто мора по секоја цена да биде партиски и не знам зошто мора по секоја цена да се ставаат послушници со цел да контролираме што ќе излегува од собранието, што е уставно, што не е уставно. Впрочем, почитувани граѓани, за СДСМ контролата на Уставниот суд секогаш се зема целосно во своји раце, тоа можеме да го видиме 2005-2006 година, бидејќи знаеа дека се ближи крајот на тогашната влада, тогаш Уставниот суд беше узурпиран на скоро еднаков начин како што се трудиме сега да се узурпира, а тоа е со цел колку толку контрола на законските решенија кои што би излегувале од ова собрание кога Социјалдемократскиот сојуз ќе биде во опозиција. Неблагодарно е да се зборува и да се даваат квалификации за луѓе кои што ретко излегуваат во јавноста, за луѓе кои што се стручни и компетентни, но исто така неблагодарно е да се зборува и за луѓе кои што се no name, кои што никој никогаш не ги видел, не ги прочитал и не слушнал некој општествено правен и политички став од нив во врска со случувањата во државата и затоа ќе се соочиме не со 8, туку со 5% доверба во судството и затоа кога утре ќе разговараме или некој друг ден на некоја друга седница за тоа кои се резултатите од судството, не би сакал никој овдека да рони солзи, затоа што кога сме ја имале можноста како собрание се дигнеме над состојбите, најголем дел од пратениците го послушале партиското раководство и избрале партиски послушници како членови на највисоката судска инстанца во државата, а тоа Уставниот суд. Тоа можеби моди на некого во прилог, но сум сигурен дека на ниту еден пратеник и од власта и од опозицијата нема да моди во прилог во наредните избори, но почитувани колеги од мнозинството, одговорноста ќе биде највеќе кон вас, бидејќи со вашето мнозинство, со вашите гласови, ќе имаме судство кое што ќе видиме граѓаните
каква доверба ќе има, дали ќе биде под овие срамни 8% или над. Со Добрила Кацарска и Љубомир Јовески, јас сум убеден дека и овие 8% ќе одат надоле, но тоа не е за жал на вас, не е за жал на тие кои што ги бирате, тоа е за жал за еднината на овие граѓани и на оваа држава. Благодарам.